Поттикнат од гласините дека ќе го исфрли Мондео од понудата, Форд побрза и ја представи неговата нова моделска генерација. Но иако му е време за замена, место сосема нов модел, Форд се одлучи само да го подмлади сегашниот, а тоа го стори темелно и визуелно и технички. Плюс на тоа, на караванската изведба и додаде хибриден погон. Но да почнеме по ред, со изгледот. Естетските измени во однос на досегашната верзија не се толку значени, но сепак се забележуваат. Маската е благо дотерана, светлата се во LED технологија, а долниот дел на браникот е модификуван. Назад е додадена хромирана лајсна, а графиката на задните светла е изменена. Во внатрешноста промените го зафаќаат делот околу менувачот, а материјалите се поквалитетни. Опременоста е збогатена со адаптибилен темпомат со тргни заставни функција и систем за препознавање на сообраќајни знаци. Најважната новост е додавањето на хибридната верзија на караванскиот Мондео вагон. Таа обединува дволитарски бензинец и електромотор кои заедно испорачуваат 187 конски сили. Благодарејќи на регенеративниот систем, тој просечно троши 4,4 литри на 100 километри. Од другите погонски агрегати во понудата се дволитарските дизели со 120, 150 и 190 конски сили, како и 1,5 литарскиот EcoBoost бензинец со 165 коњи. Некои од нив може да се искомбинираат и со новиот 8-степен автоматски минувачи со погон на сите тркала. Лани во Европа Форд од Мондео продаде 50.000 примероци. Кога се појави овој модел при крајот на 90-тите, неговата продажба надминуваше 300.000 годишно.